за покривањето на денешната пресконференција по барање на вас, медиумите пред се телевизиите, бидејќи имаше голем интерес околу моето именување на позицијата ВД директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Благодарам за покривањето на оваа прва пресконференција во ДЗС. По претходен договор со председателот на владата Христијан Мицкоски, разрешен сум опозицијата директор на Центарот за управување со кризи. Од денес сум директор на Дирекцијата за заштита и спасување. Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покрај недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ертракторите. Во овој момент се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гаснење на пожар на отворен простор. Воедно, некои од потенцијалните припадници на овие тимови ја немаат потребната опрема, обука, ниту физичка подготвеност. Инспекцијскиот надзор на противпожарната заштита е во исклучително лоша состојба, недостасуваат сериозен број на соодветно образовани и обучени инспектори, но постојат и сомнежи околу исправноста на дозволите кои ги издава Дирекцијата за заштита и спасување. Во моментот во ДЗС работат само неколку специјалисти за ракување со неексплодирани минско-експлозивни средства, додека отстранетите и собрани неексплодирани средства се чуваат на несоодветен начин. Постојат и други недостатоци и слабости, за кои во следниот период дополнително ќе информираме јавноста. Позитивно е тоа што внатре во дирекцијата работат и одреден број на соодветно образовани, способни и искусни лица, но за жал некои од нив се наоѓаат на места кои што би рекол дека не се најпогодни за нив и места на кои што не може да дадат се од себе или она што би можеле да го дадат од себе. Заедно со вработените кои ќе покажат амбиција за жестока, напорна и непоколеблива работа, ќе се обидеме да ги надминеме детектираните недостатоци и слабости, со цел брзо ставање на дирекцијата во полна функција. Како директор, ќе можам детално одвнатре да ја разгледам Дирекцијата за заштита и спасување, внимателно да го проучам човечкиот и техничкиот потенцијал и дополнително да ги детектирам многобројните недостатоци и слабости кои ќе бидат целосно отстранети во новата институција која ќе ги обедини функциите на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување во една институција, на чие формирање забрзано се работи како стратешка заложба на владата за воспоставување на современ и функционален интегриран систем за управување со кризи и заштита и спасување, кој ќе има соодветни капацитети да одговори на сите предизвици и ризици, целосно согласен со стандардите на Европската унија и на НАТО. Благодарност до премиерот Христијан Мицкоски и владата за укажаната доверба. Денес во 10 часот во просториите на Центарот за управување со кризи ја предадов функцијата директор на ЦУК на новиот директор Мухамед Али, кој на оваа позиција доаѓа од редовите на Дирекцијата за заштита и спасување. Верувам дека за него ќе биде тешко да го следи моето работно темпо, но исто така верувам дека е подготвен да даде се од себе за побрзо да навлезе во спецификите на менаџментот со кризи. За заменик директор на Центарот за управување со кризи е именуван Трајче Јовановски, кој работи од ЦУК безмалку од неговото формирање од 2008 година, а моментално се наоѓа на позицијата помошник раководител на секторот за аналитика, процена и стратешко планирање. Нека им е честит изборот на двајцата и посакувам добро здравје и успешна работа. Доколку имате прашања, повелете. Господин Ангелов, пред неколку дена токму премиерот Мицкоски кажа дека по-подготвени ќе бидеме ова лето во врска со пожарите. Што вие планирате да преземете со оглед на тоа дека ДЗС, кој што кажавте, е катастрофална состојба? Тоа е причината зашто во суштина сум пратен нова позиција, но не би можел да кажам повеќе од ова на првата пресконференција. Дозволете барем неколку недели
сериозно работиме, оваа влада има јасен став, јасен курс, дека треба да бидеме подготвени за ова лето. Подготвуваме неколку изненадувања кои што ќе ни помогнат полесно да се справиме со предстојните пожари. Јас ќе се надоврзам на ова прашање. Што планирате да направите со тракторите и хеликоптерите за гасење на пожар, како и нема пилоти минатата година Враќавме луѓе од пензија. да, од пензија. Дали истото сценарио годинава ќе биде или? Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер-трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме 3 ер-трактори заедно со посадите, односно пилотите. Дали ќе одговара некој за тоа што не се во состојба ер-тракторите, со оглед на тоа дека пројде година дена од нивното конзервирање? Не би рекол дека не се во состојба, тие моментално се на сервис. Постојат одредени, би рекол, проблеми, но верувам дека брзо ќе бидат отстранети и истите ќе бидат вратени во државата благовремено во пресрет на предстојните пожари. Зошто толку се одолговлече спојувањето на ДЗС и ЦУК во една единица, иако тоа беше најавено уште за октомври есен да се случи? Во владата е формирана работна група, предводена од вице-премиерот Љупчо Димовски, која што работи на сериозна и целосна трансформација на целиот систем за управување со кризи, кој што е многу поширок од овие две институции, во кој што се опфатени многу други институции. Во суштина има некаде околу 19 закони кои што уредуваат оваа материја, материјата на менеджментот со кризи, заштита и спасување или цивилна заштита. Така што е обемна постапка од аспект на легислатива и е потребно повеќе време. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку по-гломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата, користиме полицајци и војници од специјалните единици или од другите единици, понатаму користиме сили на национални шуми, доброволни противпожарни друштва, припадници, односно вработени во локалната самоуправа. Значи, се работи за еден гломазен систем, но постепено, благодарение на вас медиумите, низ вакви пресконференции, низ гостувања во јавноста, ќе ги разјасниме сите поединични сегменти. Кажавте дека сметате дека вашиот наследник што дојде во Центарот за управување со кризи ќе му биде тешко да го следи вашето темпо на работа. Што подразбирате под тоа? Зошто го кажете Дека тоа? тврдењето е многу јасно. Затоа што сметам дека јас наметнав нови стандарди на однесување и работење, жестока работа, нешто што го планирам и овде, му треба време да влезе во новата функција. Јас кога дојдов нов директор на ЦУК, исто така ми требаа месеци и месеци да навлезам во тајните на кризниот менеджмент, затоа што таму има повеќе тела и кризниот менеджмент е една исто така комплексна материја, која што не може да се научи одеднаш. Тој работеше овде во Дирекцијата за заштита и спасување и тоа е негова предност која што ќе му овозможи побрзо да се снајде на новото работно место. Доколку немате прашање? Има уште едно. По објавувањето на веста дека сте директор на ДЗС, на социјалните мрежи се крена една мала прашина, меѓу кои добив барање од уставобранителите да ве прашам дали се уште стоите на ставот дека се тие терористи и дали се уште крв ќе падне доколку се апси заедно. За почеток, ова е злонамерно прашање, односно оној кој што ви кажал да го поставите, бидејќи јас сум прв во Македонија кој што побара нивна амнестија во 2018 година, кога владата, тогашната влада предводена од премиерот Зоран Заев, се уште немаше ниту една година, кога тие се уште беа во фаза на истрага, немаше ниту подигнато обвинение против нив, додека Стоев на местото на заседата кај Вејце, каде што беа масакрирани осумина македонски бранители, душмански убиени и масакрирани, некои од нив убиени порано вањето, што е спротивно на меѓународното право, побарав да се разгледа можноста за амнестија и новие луѓе, бидејќи во ниту еден момент не сметав дека тие се терористи.
може би погрешиле, но далеку од тероризам. Така што во ниту една моја изјава, а сум гостувал стотици и стотици пати, каде што сум зборувал на оваа тема, ги немам наречено терористи, и ова е крајно, би рекол, злонамерно прашање, но верувам дека и како што вие ги нарековте уставобранителите или луѓето кои што понесени од патриотската атмосфера влегува во собранието, многу добро знаат, бидејќи со добар дел од нив имам комуникација, на најмалку еден од нив му бев и старешина, додека работе во Тигрите, тие не го делат ваквото мислење. Та не оставаме, знаете, во социјалните мрежи, на социјалните мрежи има одредена група на луѓе кои што постојано коментираат, се работи за една мала група, некои едноставно да изгубат време, други се така наречени ботови кои што одработуваат различни агенди, почнувајќи од политички па се до друг тип на агенди, некои за пари, некои заради добивање на политички поени. Ако јас земам сериозно да се занимавам со стотина луѓе кои што коментираат, ќе мојот фокус овде во институцијата ќе падне. Јас знам дека на улица се чувствувам како херој, бидејќи каде и да се движам, мене ми приоѓаат луѓе кои што честитат на мојата работа и на тимот кој што досега го предводам, и верувам дека така ќе биде набрзо тимот кој што овде го затекнав, кој што ќе го дооформам, исто така ќе најде на прифаќање во јавноста. Така што апсолутно, впрочем, изборите со оние кои што тоа го кажа, имаше избори на кои што јас бев коалиционен партнер со ВМРО ДПМН и на кои што слободно можам да кажам политички растуривме. За неколку месеци имаме локални избори, па ќе видиме тогаш дали се во право овој кои што напаѓаат по социјалните мрежи или ние како дел од владата, јас конкретно како директор на една од владините институции. Благодарам.